И таа влезе и ја праша мајка ми што да побарам таа одобри главата на Јован Крстител. Возлюбени мои во Христа воскреснатиот, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ова потресна вистина која што Светиот евангелист ни ја прераскажува од случајот кога Светиот Јован заради правда и заради името Господово посвета денес ќе се зборувам за неколку настани кои што беа поврзани со самото освекување. Како што слушнате, Иродијада е сушност снава за брат на Ирод. И тој, посакувајќи жената на својот брат Филип, ги прекршува сите нормални човечки и Божји заповеди и ја зема за своја жена Снаа. И таа негова слабост го одведува во пропаст. За цело време, ако омилениот учител Јован Крстител на Ирод, кој што со слав ги поучувал, со слав ги слушал поуките од Светиот Јован, најнаш станува оцрнет и омаловажуван од устата на пророкот. Затоа што пророкот му кажува дека не е дозволено по ниту еден закон да ја земе Снаата неговата жена собствена. И сето тоа се случува уште полошо. Кога човечката слабост се храни со алкохол, тога се случува следното. Заради некоја сиродетенска забава, негова на Ирод, поканувајќи многу значајни луѓе, значајни ова го кажувам, затоа што освен Бог, ниту една друга земна власт не може да биде позначајна. Но тој ги повикал првенците на царството негово и пред нив, опијани, излегува неговата внука од брат. Значи Саломија не е само ќерка на Иродијада, тука е всушност внука од брат на Ирод. И тој со страст ја гледа незе и нејзината игра, како змија се обвивала околу него играјќи страшни игри. И тој повторно од истиот набор на страст и страстољубие во славата негова кажува се што ќе речиш ќе ти дам, голем гет ми напред што играше вака. Па дури и половина царство ќе ти го дам. Значи тој царството не го гледал како некоја предност. Па така и сите оние кои што биле поканети, кои што биле дел од царството, и онака кој не ги сметал за вредност. Туку ја вреднувал твојата страст. И тогаш Саломија, не знаејќи што да побара, се советувала со мајка му, а таа пак заради изобличувањето што му го давал Јован долгу, се намразила на него и се осилила, па ја поучила да му ја даде како дар главата на Свети Јован. И желатите го исполнија зборот на царот и го ја даде. Морам да напомнам дека секоја смрт што ја посакуваме на другите ни стигнува на наша глава. И затоа искрено треба Господ да го молиме со сите злонамери наши. Затоа што се случи Ирод да биде прогонет во царството
когато си я хватил главата наистина, а тая хлепала от остолата да хвати зло некъде да се спаси, но немала, играла во водата и така играйки въртейки се, мразот ја скинал главата и она како што на тасмата му била донесена главата на Светиот Јован, така наистината глава останала на мразот како на тасма. Заради тая причина, браќи и сестри, во денешниот ден, сакам да ве подсетам дека љубењето на Христа ни е поголема од било што. Па сакајќи да имаме голема власт, ги намразуваме нашите браќи и сестри. Затоа што 2 ниви поче ќе земиме, 3 бразди поче ќе надораме, дека ќе имаме плюс стан ваму или кола онаму, и не гледајќи ја љубовта кон нашиот ближен, ние ќе злонаделуваме на него, односно почнуваме да го мразиме ближниот само заради тоа што е поимоден. Таткото го мрази синот свој затоа што ќе се оддели со снаата негова, а пак синот го мрази таткото затоа што не му дава да биде самоствен. И така насам имаме широка палета на такви во денешно време негативни влијания. Навистина денешниот празник треба да ни служи на полка на сите ние дека не треба да бараме сладострасти од Бога, туку треба да бараме спасение. А спасението доаѓа како по зборовите на Светиот Јован, пророк и крстител: покајте се, затоа што доаѓа Царството небесно. Во денешниот ден Светата Црква пропишала строг пат. Баш заради страдањата на Светиот Јован и неговата мъченичка смрт, кој што пострадал заради вистината, а најголема вистина е Господовата вистина. Значи тој пострадал само заради тоа што им ја кажал вистината Божја на Ирод и Иродијада. Затоа и ние денес да се подсетиме на вистината Божја и во пост да го поминиме овој ден, да не се очиваме како Ирод и да не блудничиме како Иродијада, за да можеме да го добиеме спасение. За разлика од другите денови, кога овој празник се случува од понеделник до петок, тогаш е строг пост без мана. Во сабота и недела, заради Господовите дни, саботата предходно бил Господов ден, односно седмиот ден, а неделата е воскресението на нашиот Спасител, заради таа причина денеска овој празник се пости на мана. Значи, само заради неделата и заради воскресението, до година кога ќе се случи повторно празникот од понеделник до петок, повторно е строг пост без мана. Друга работа која што ми е напомната кога ја започнала службата е една работа која што морам да кажам дека не е во согласност до крај. Значи не е во согласност до крај со Светата Црква и со правилата. А тоа е денеска нејадењето на црвено. Зарем причесната денеска што ќе се извади не е црвена? Зарем не е тоа крв Господова? Зарем се иде за други продукти кои што Господ не ги дал, баш да ги вкусиме во овој период, не се црвени и ни се дадени за тоа. Подобро е да не јадиме живи луѓе,
тоа да го направат не ќе до крај во криво. Но морам да ви кажам дека пак ниту едно правило од светите отци не ни го укажуваат. Тоа ако си го имат, да си го имат како свое лично правило, но да не го наметнуваат како вистина на црквата. Односно, ако некој досега во 50, 60 или не знам колку години во постел, за да не јади црвено на орете, одме е благословено нека му е, нека продолжи понатаму да не е. Но да знае дека никаде во каноните не го пишува. А од друга страна, му забранувам да го дава како послушание или поучение на помладите од другите, затоа што нема темел, не се темели врз ништо, па работа. Господ, радост, мир и благослов на сите вас. По молитвите на Светиот Јован, пророк крстител, Господ да ви дарува мир, благосостојба, овдека во нашето село и на секаде во светот. Амин.